Благодарам, господин Джафери. Јас имам предлог за да се тргнат две точки од дневниот ред, накратко ги образложам. Значи, предлог на закон за изменување и дополнување на законот за минерални суровини по скратена постапка. Јас се извинувам, не знам кој реден број е предложен, бидејќи во цела ова наплив на закони кои што идат секој момент и по скратени постапки, по се и се што 3 дена пред распуштање на собранието, значи не знам кој е број на точка дневен ред, меѓутоа насловот е Закон за измена и дополнување на Законот за минерални суровини. Точка 30. Значи, да се носи ваков закон, суштински закон, по скратена постапка, 3 дена пред распуштање на собрание. Тоа е знак дека некој нешто има намер да направи. Скриено, тајно, сега пред распуштање на собрание. Суштински измени во Законот за минерални суровини. За давање на концесии и за земање на концесии. Ваква точка треба да се разговара за неа, веројатно да има јавна расправа, да се вклучат активно не само пратениците, туку и заинтересирани страни во носење на овој закон и после се донесе одлуката. Јас колку што знам има и реакција од Сдруженијето на рударски предпријатија, како и да се вика, по Стопанска комора. Се спротивни, се противат на носење на овој закон и бараат овој закон да се повлече. Зошто луѓе сега пред брзање 3 дена пред распуштање носење на ваков закон? Зошто? Покриваме некои бизнис интереси на некого, некои намери кои што сакат да се направат. Па вие како пратеници се ставени во незгодна ситуација. Шверцерски, кјутаната, кјутета да не се сети некој, брзо измени во закон за минерални суровини. Неозбилно. Тотално неозбилно. И вториот предлог, нешто слично, предлог закон за изменување и дополнување на законот за финансиска полиција, исто така по скратена постапка. Исто така по скратена постапка. 3 дена пред избори. Бројот, пак ќе кажам, на овој закон не знам точно кој е, 34 во новиот предлог за дневен ред, барам да се тргне од дневен ред. Значи, 2 предлози за тргање на точки од дневен ред. Благодарам.